Последниот извештај на економист кој се однесува на демократија, на индекс на демократија, Македонија ја става со Папуа, Нова Гвинеја и со Лесото на тој ранг на демократија. Демократија со недостатоци е преводот. Да, многу интересно е што сме во група со овие држави. Инаку индексот на демократија кој го прави економист има политички контекст во него, односно ја мери демократијата, учеството на граѓаните во самата власт, работата на избраната власт, односно ги мери, да речам, непосредниот и посредниот принцип на демократија, односно владењето. Во себе има 5 категории кои се мерат, односно изборниот процес и плурализмот, кој има 7,83 оценка, граѓанските слободи со 7,35, функционирањето на владата со 5,71, политичкото учество 6,11 и политичката култура 3,13. Поразителна. Значи, од 60 индикатори, најниско сме оценети во овие 5 категории во политичката култура, 3,13 и во функционирањето на владата 5,71, извинете. Инаку, што се однесува до индексот, односно до бројките, се она што е под 6 се смета за хибриден режим, односно е под ниво на секаква демократија, а ние со последната оценка од 6,3 која е групна, 6,03 која е групна и е помало од претходната 60 оценка, веќе сме на граница со хибриден систем. Да. И потоа одат авторитарен режим. Да, авторитарниот режим е на најниско ниво, односно тоа се смета дека е некој вид на диктатура. После авторитарниот режим доаѓа несовршената демократија. Односно, извинете, авторитарен... Да. Прво е хибриден, па авторитарен. Така, прво е авторитарен, па хибриден режим, несовршена демократија и... прво мислам од доле нагоре. Така. Така е, авторитарното е најдоле, потоа доаѓа хибридниот и несовршената за на крај. Бевме ние хибриден еден период. Бевме и сега сме на граница. Да, на граница, на тенка линија. Добро. Таму нема објаснување во економист. Јас, колку што можев да видам, го симнав и целиот извештај, меѓутоа нема конкретно објаснување за Македонија, така да не можеме да дадеме некои конкретни согледувања. Да. Добро, но вие ги имате вашите согледувања, кои беа неодамна објавени. Индексот на Македонија е повторно на половина. Оценката од 100 имаме оценка 42. На 76-то место сме од 100. И во првата забелешка која вие ја ставате, таа одеше и во извештаите на Европската комисија, на сите релевантни меѓународни организации и институции, но и македонски. Се однесува на кривичниот законник. Повторно го апострофирате како клучен. Да. Иако реално бележиме скок од 9 места, сепак се наоѓаме далеку под нивото од 50 поени, за да кажеме дека имаме некаква борба против корупцијата во државата. Убаво го потенциравте примерот со промената на кривичниот законник, транспаренси цени, дека тоа е буквално упад на законодавната власт во судската, бидејќи по скратена постапка и на еден нетранспарентен начин се намалија казните за службената положба и злоупотребување како кривично дело. Сето тоа како резултат има голем број, ние проценивме некаде околу 200 случаи да застарат и да не бидат процесуирани понатаму, што е сериозен удар за борбата против корупцијата. И никакви воопшто владата, иако имаше многу забелешки, веќе кажав, тоа воопшто не ги загрижува македонските власти. Апсолутно, гледаме дека после овие реакции, кои не се само од транспаренси, туку и од голем број на други меѓународни чинители, власта не направи ништо во поглед на ова. Корупција и правда ги апострофирате, ги акцентирате како
тесно испреплетени се разбира. Што се однесува до правдата во Македонија, функционира неказнивост, култура на неправда и култура на неказнивост. И тоа го нотира. Така е, во глобалната тема оваа година, поврзана со индексот за корупција, фокусот беше на корупцијата и правдата, односно правосудните системи. Корупцијата, кога ќе влезе во правосудниот систем, се резултира со неказнивост. Дополнителен проблем е што голем дел од одлуките не имаат недостатоци и сето тоа оди преку оној систем, се враќа од апелација назад, оди до Врховен суд, после пак повторно се враќа, значи користат оние сите правни лекови за на крај сето тоа да се пресметува во периодот на застарување на делата и голем дел од делата да бидат застарени, а голем дел од нив и не се процесуираат од обвинителството. Добро, околу изборите на судиите, знаете какви скандали секојдневни има низ, особено последните години има постојано скандали, но и таму продолжува таа култура на партизираност, на избор на судии кои се тесно поврзани со политичарите, со политичките структури, партиските. Тоа е поразително. Знаете зашто? Ако политиката е основа за избор на судиите, односно на третата независна судска власт, тогаш оние кои се избрани, да речам со благослов на политиката, во иднина ќе се чувствуваат дека имаат обврска према оние кои ги избрале. И тука веќе се јавува сервилноста спрема политиката, односно спрема извршната и законодавната власт на ониот правосудниот систем, зборам обвинители и судии. Токму затоа, нивниот избор не смее да биде врзан ни со П од политика, односно треба да биде независен, треба да се направи независен систем, прво на избор на кандидатите, а понатаму и на нивно процесуирање во изборот за обвинители и судии. Ние имаме нов обвинител, јавен обвинител, никој, практично е анонимус, никој не го знае. Имате ли вие, и не смеам да заборавам дека Фатиме Фетаи беше онаа која протестираше и покажуваше и документи, но од тоа ништо не стана. Како да ви кажам, јас не би сакал да зборам за неговата работа, бидејќи прво не се познавам лично, јас денеска имав прилика да се запознам со јавниот обвинител, бев повикан на еден коктел кој тој го направи за поширокиот круг, да речам, правосудството, имаше суди, обвинители и така натаму. Ова интервју е направено во четврток. Да. Емисијата оди во недела. И не го познавам ниту како личност, не ga познавам неговата работа, а исто така тој е само што е избран, се уште не можеме да зборуваме за неговата работа како јавен обвинител. Така да јас само се надевам дека он ќе се врши совесно и добро неговата улога и дека сите оние недостатоци кои претходно беа уочени во работата на јавно обвинителство ќе се труди и ќе ги отстрани. Нотирате во вашиот извештај дека слабењето на правосудството ја подкопува работата и ја зголемува корупцијата на јавните службеници. Би го поврзала тоа со естонскиот случај, со амбицијата на македонските власти да ги дигитализираат целата администрација, но е неуспешен проект, воопшто не ни започна. Па да, значи немам премногу информации со овој проект за дигитализација, меѓутоа секако дигитализацијата на работата на јавните службеници или она што е поврзано во нивниот сектор ќе донесе за поголема отчетност и транспарентност, бидејќи она што е запишано во тие електронски системи ќе може понатаму да биде предмет на анализа. Да. Добро, имате тука оценка, односно заклучок, препорака за да се стави крај на корупција, на културата на неказнивост, на неправда. Треба владите да дадат на правосудните системи, како велите, независност, ресурси, транспарентност, потребни за ефикасно, ефективно казнување. Како тоа да го направи власта? Еве, пред нови избори сме, имаме, значи, за неколку месеци нова влада. Така, значи, за едно правосудство да функционира како што треба. Најпрви му треба независност, односно треба да биде ослободено од секаков политички притисок и било каков друг. Втората работа што му треба е да има доволно ресурси, односно да располага со, како да кажам, со средства, да располага со
човечки капитал, односно со луѓе кои што ќе вршат работата, да располага со службеници, кои што ќе можат да им помагаат на судиите и јавните обвинители да вршат својата работа. Сето ова бара во примарната своја структура бара средства и бара интегритет на чинителите од политичкиот систем. Интегритетот се гледа во тоа да не се мешаат во работата на судовите и јавното обвинителство, а средствата треба буџетски да се одобрат за овие да можат да функционираат нормално. Неколку пати и антикорупцијска комисија, многу пати, инсистира и бара токму тоа што говорите. Финансиски средства за нормално да функционираат, за воопшто да функционираат. Така е, без финансиски средства тие не можат да изградат служби, не можат да изградат, немаат материјални средства доволно за работа и сето тоа понатаму се сведува на едно пониско работење. Околу црните листи ме интересира, има голема дебата колку треба, како треба законски да се регулира и во Македонија. Кој е вашиот став? Дали функционерите, она што беше инициирано од власта, треба да престанат да работат и треба воопшто истраги во Македонија нема. Се едно што имаме црни листи низ децениите. Црните листи на владата на САД како такви, јас кажав и порано, се стварно една индиција дека постои нешто со тие луѓе кои што се ставени на црни листи. Меѓутоа, дека тоа треба да биде ставено на едно повисоко ниво, постои секогаш опасноста на нарушување на интегритетот на системот, нашиот систем, зборам како држава. Треба да се најде некој среден модус, каде што овие црни листи ќе бидат како допрен глас за понатаму обвинителството и судството да можат на основа на овој глас да спроведат процедура домашна и да излезат со резултати на крај, да видиме дали и зошто се тие луѓе ставени на црната листа. Но зошто да чекаат да дојде до допрен глас, да дојде до извештаи од друга држава, во случајот од Соединетите американски држави, зошто сами не инициираат истраги каде што има очигледна корупција и криминал. Јас колку што знам има односно наводи. Така за злоупотреби. Има голем број на кривични пријави кои политички чинители, други граѓански организации, други субјекти ги поднесуваат до обвинителството. Зборам за високо профилирани случаи каде што високи чинители од политиката и другите области се инволвирани односно постои индиција дека извршиле кривично дело. Меѓутоа, зошто обвинителството не ги процесуира, би требале да ги прашате нив. Она што од нас може да се каже е критика на таквото постапување и предлог да обвинителството ги процесуира овој случај, уште пред да дојдат овие гласови. Добро, вие го нотирате и Манав како еден од најголемите скандали, ако имаме повторно, веројатно најголемиот е со онкологија. Сакате да Да, сакам да кажам кажете? во врска со Манав. Значи, тој првично во него се партиските вработувања. Меѓутоа, зошто овој е издвоен како еден од најголемите скандали? Таму синдикатот, значи, собра храброст да се побуни против овие партиски вработувања. И нападот на тие луѓе од синдикатот всушност беше напад на таа светла точка која се јави во тој момент за борба против партиските вработувања, особено пред изборите. И токму затоа овој случај има посебна важност и затоа ние го издвоивме. Она што се случува со онкологија, знам дека се поднесени кривични пријави, меѓутоа се уште немаме никакви информации до каде се тие кривични пријави и не би можеле да ги коментираме во ова. Нема ни информации за истрагата, да. Но околу Манав само да се задржам. Иако имаше скандали, неодамна беше преку ноќ, всушност за време на викенд беше објавен оглас за поранешниот директор, кој беше вработен како сметководител. Да. Воопшто не ги допираат ваквите извештаи во овие критики. Па да, еве, конкретно Заради тоа што повторно има култура на неказнивост. Така е, конкретно оваа ситуација, вработувањето негово како сметководител, ние го имаме и во последниот барометар за корупција, како издвоен случај за нешто што навистина представува многу чудна околност која можеби во своето не знам, каде што има индиции за одредена корупција. Последниот барометар Така е, да. во фокусот
ги има корупцијските афери во последниот месец, се однесува Така е, на јануари. овој се однесува за месецот јануари, за февруари се уште не е излезен, да. Еве, например, во рубриката Матни настани, ја имаме дека антикорупцијска ќе дополни иницијативата за кривичното дело за Трансмет. Исто така, дека Државната комисија за спречување на корупција ДОЈО ќе достави анализа за склучувањето на договорот за градба на коридорите 8 и 10Д за Бехтел и Енка. Исто така имаме, ова е многу интересно, дека директорот на Агенцијата за филм упорно ги крие документите како се делат државните пари за проекти. Значи, тоа е се уште матна ситуација. Имаме и Тој беше разрешен во меѓувреме. така е, имаме и неколку други матни случаи, да ги кажем. Исто така, во последниот барометар се дава дел се објаснува индексот на корупција, за перцепција на корупција, за кој сега зборувавме. Понатаму, МНФ исто така присутен повторно. Значи, тоа се настани кои можат да се симнат од страната на Транспаренси. Овој барометар е достапен. Властите ги читаат ли вашите извештаи? Јас се надевам дека ги читаат и дека ќе има некаков ефект врз нив. До сега немаше, но Да. пред вас е и пред нас е времето. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас. Како и секоја година, Transparency International го објавува својот индекс на перцепција на корупцијата, односно рангирање на 180 земји и територии, што стана главен показател за корупцијата во јавниот сектор на глобално ниво. Индексот покажува дека во повеќето земји борбата против корупцијата во јавниот сектор има мал или никаков напредок. На глобално ниво просечниот индекс е 43 и останува непроменет. 12-та година поред, повеќе од 2/3 од земјите имаат резултат под 50 и нашата Македонија се наоѓа под просекот со индекс од 42. Ова е знак за сериозни проблеми со корупцијата. Затоа говореше нашиот гостин во првиот дел од емисијата 25 минути. Силните демократи во голема мера ги надминуваат оние со недостатоци и авторитетните режими во контролата на корупцијата. Сепак, нашата држава се најде во групата на 48 земји со несовршена демократија, но во долниот дел на рангирањето. Правдата и ефективното владењето на правото се од суштинско значење за спречување и запирање на корупцијата на национално и на меѓународно ниво. И двете се камен темелници на демократијата и отелотворуваат поими на правичност и одговорност. Неказнувањето на корупцијата, каде луѓето кои ја злоупотребуваат својата моќ не се соочуваат со последиците за штетата што ја предизвикуваат, е суштината на неправдата и неуспехот на владењето на правото. Индикаторот за владењето на правото открива секупно влошување на функционирањето на судските системи. Тоа е и случај со Македонија. Земјите кои имаат најниски резултати на овој индикатор, исто така имаат многу ниски резултати и на индикаторот за перцепција на корупцијата. Ова ја нагласува јасната врска помеѓу пристапот до правдата и корупцијата. Со слабење на правдата, авторитетните режими, како и продемократските лидери, ја заекнуваат неказнивоста за дела на корупција, во некои случаи дури и го поттикнуваат со странување на казната за криминалците. Simplement, ce que nous remarquons, c'est que la mise en œuvre est très inégale selon les pays. Il n'y a pas encore suffisamment de répression, en fait, de la corruption, pas assez d'argent pour les structures d'investigation et aussi pour les procureurs et les juges qui doivent se pencher sur les affaires de corruption. C'est vrai aussi de la France, cette insuffisance de moyens qui est aussi une insuffisance de volonté politique dans la plupart des pays. Et par ailleurs, nous avons affaire à un discours qui est tenu dans un certain nombre de pays par un certain nombre de responsables politiques depuis quelques années, qui est un discours clairement hostile à la démocratie, clairement hostile au multilatéralisme,
Et donc, ça, c'est relativement nouveau dans notre existence parce que nous étions portés par par des valeurs et par un discours donc assez globalisé en fait, hein, avec des gens qui étaient en désaccord mais qui ne manifestaient pas leur désaccord ouvertement. Et désormais, donc c'est moins le cas. Et sur tous les continents, hein, en Europe aussi, nous avons donc des dirigeants ou des responsables politiques qui s'opposent à des valeurs qui sont des valeurs indispensables à la lutte contre la corruption. On ne peut pas lutter contre la corruption sans état de droit, hein, sans un état qui soit régi par le droit, et on ne peut pas non plus lutter contre la corruption sans coopération internationale. Ce qu'il faut, c'est arriver à une mise en œuvre de tout ce qui a été écrit depuis des années dans les différents textes de loi, dans les différents règlements. Et pour parvenir à cette mise en œuvre, eh bien, il faut davantage de sanctions, hein, contre les individus et les entités qui donc s'adonnent à la corruption, hein, donc qui commettent des actes de corruption. Et pour cela, donc, il faut une volonté politique au niveau des États, il faut plus de moyens pour les forces de justice et de police, et il faut aussi une coopération internationale beaucoup plus fluide. Neslučajno je Evropskата комисија се одлучи да се бори поодлучно со корупцијата, кога и таа беше директно погодена со неколку скандали и кога европјаните покажуваат растички скептицизам за борбата против ова зло. Последното истражување на Евробарометерот за корупцијата покажа дека 4 од 10 граѓани веруваат дека корупцијата во нивната земја се зголемила во последните 3 години, а сега над 2/3, 70%, велат дека корупцијата е широко распространета во нивната земја. Во исто време, повеќе од 6 од 10, односно 64% од испитаните велат дека корупцијата е неприфатлива. Индустријалците се согласуваат. Повеќе од 65% од компаниите, например, од Европската Унија, мислат дека проблемот со корупцијата е прилично до многу распространет во нивната земја. Ова покажува дека корупцијата останува значаен предизвик во очите на повеќето европејци. Само малцинство верува дека борбата против корупцијата во нивната земја е ефикасна. Намалувањето на растот, ширењето на неизвестноста, создавањето на дополнителни трошоци, намалувањето на нивото на инвестиции, ова се само неколку од последиците на корупцијата на пазарот. Европската комисија ги засили своите напори на антикорупцијскиот фронт. Новите мерки, усвоени во мај 2023 година, ги криминализираат корупцијските престапи и со согласување на казните низ Европската Унија. Се очекува тоа да им овозможи на властите на земјите членки поефикасно да ја спречат и да се борат против корупцијата. Мерките се дел од антикорупцијскиот пакет на Европската Унија, кој исто така вклучува заедничка комуникација и предлог за воспоставување наменски режим на санкции за заедничката надворешна и безбедносна политика, кој ќе има за цел корупцијски дела ширум светот. This anti-corruption package shows that we are determined to fight against corruption at home and beyond, worldwide. And we send a clear message that we are not open to engage with corruption wherever it occurs. We do a lot already in our external action to prevent and fight against corruption. We do so with our partners, countries, and in the multilateral fora. Our support focuses on public administration reform, sound public financial management, capacity building for law enforcement, supporting judicial authorities, and establishing and strengthening specialized anti-corruption bodies. In the Western Balkans, for example, we work with the OSCE to support the building of a stronger track record of investigations, prosecutions, and final conviction on corruption. За еврокомесарката Вера Јурова,
Пакетот води во добра насока. При тоа, таа им оддаде почит на новинарите кои се во првата линија во борбата против корупцијата, некогаш и по цена на својот живот. World Media Freedom Day, because this is today, I would like to pay tribute to journalists. You here, your colleagues on the different fronts, especially the front line in Ukraine under Russian bombs, all those taking risks to inform us. So big congratulations. Thank you very much. Додека македонското општество станува заробено во корупцијата, француските судови храбро се соочуваат и со највисоките носители на државничките функции, како со пранешниот преседател на Франција Никола Саркози, кој беше прогласен за виновен пред апелацискиот суд во средата 14 февруари за незаконско финансирање на неговата кампања за реизбор во 2012 година, поддржувајќи ја претходната одлука на понискиот суд. Саркози беше осуден на 1 година затвор, од која половина е условна, што значи дека тој нема да биде во затвор за тоа време, но најверојатно ќе мора да носи електронска белегзија. Тој беше осуден на 1 година затвор во 2021, но таа казна беше прекината откако поднесе жалба. Претходно, Уставниот совет на Франција му ги отврли сметките за изборната кампања, поради нерегуларности и државата не му ги покри трошоците. Еве еден добар пример и за кај нас во Македонија.